Во Собранието на Република Македонија веќе трет ден се расправа за измените на предлог законот за основно образование, каде пратеничката група на СДСМ бара укинување на екстерното тестирање. Пратеничката Благица Ласовска во својот говор на собраниската говорница истакна дека екстерното тестирање се покажа успешно во проверката на валидноста и објективноста на ученичките оценки што се добиени преку интерното оценување и послужи како солидна основа за проценување на квалитетот на работата на наставниците. Во одбрана на нападите на укинувањето на екстерното оценување кои го бараат пратениците од СДСМ, пратеничката Благица Ласовска е активно вклучена во неколкудневното дебатирање, каде преку реплики, контрареплики го излагаше своето мислење и својот став, воедно и поддршката за екстерното тестирање. Одвојуваме некои од репликите и контрарепликите кон пратениците Петре Шилегов, Горан Сугаревски и кон Љубиша Николич. Да ги погледнеме. Значи сега можете да извадете стенограми и да видите дека јас име не спомнав. Прво. Второ, екстерно образование не постои. Постои екстерно тестирање. Ке ве замолам, колега Шилегов, кога ќе разговарате, прочитајте убаво на што реплицирате. И трето, тешко на таа држава која што експерти балерини ќе прават образовни политики. И четврто, не мора мене да ме слушате, слушајте си го вашиот подпредседател Зоран Јовановски, кој што вели: мислам дека е фер да се каже дека посакуваните ефекти од екстерното тестирање се делумно остварени. Што може сега да се направи? И фер е да се каже дека го поддржувам ова екстерно тестирање кое е било воведено со добра намера и има потенцијал да даде долгорочно позитивни системски резултати. Ви благодарам. Почитуван колега Сугаревски, почитуван координаторе на пратеничката група на СДСМ. Со сиот ризик, мојата реплика да биде процената од ваша страна како глупава, впрочем и вчерашниот мој говор го проценивте како глупав, иако јас сум човек кој што не употребува таков вокабулар, но нели, тоа оставаме јавноста да процени кој каков речник има. Јас само ќе се навратам на неколку точки од вашиот говор. Имено вие рековте дека екстерното тестирање е културно деградирање. Па јас би цитирала една реченица од вашиот лидер. Културата е од главачки наопачки превртена, треба да имате поетски вечери во секое мало. На овој начин ли мислите да ја промовирате културата? Затоа на 24 април нема да победите. Од вакви феноменални бисери идеи во областа на културата. Но, еве, ќе бидам посериозна. Мислам дека, почитуван колега, и самите сте свесни дека овој предлог закон за укинување на екстерното тестирање е класично деструктивно решение и една популистичка теза. Значи, поставивте неколку прашања и побаравте одговор на истите. Ке се обидам накратко да одговорам. Значи, прво прашавте дали треба да постои екстерното тестирање. Да, одговорно тврдам, да, треба да постои екстерното тестирање и слабостите кои што се покажаа во текот на екстерното треба да бидат отстранети. Второ, прашавте дали оценувањето на наставникот треба да постои. Како можете такво прашање да поставите? Па, контрадикторно е самото прашање, само по себе е контрадикторно. Предмет на екстерно тестирање е оценката на наставникот. Значи, оценката на наставникот, која што му ја дава на ученикот, се споредува со оценката од екстерно. Предмет на екстерно тестирање е токму таа оценка и се цени објективноста на дадената оценка. Немам време, инаку би одговорила
уште на неколку прашања. Спорна ви беше единицата, имам и за тоа одговори, но веќе ќе навлеземе во дискусија за концептот, а не за потребата на екстерно тестирање. Почитуван колега Николич, после 2 дена дебата, вашата дискусија ми даде надеж дека има надеж за нас. Со дел од вашата дискусија се согласувам, со дел од вашата дискусија нормално не можам да се согласам, затоа што сум против укинување на екстерното тестирање. Но, во вашата дискусија, која што се гледа дека сте човек од образование, начнавте теми за кои што и ние понатаму, кога ќе се предложи концептот за образование, ќе треба сериозно, многу сериозно да дискутираме. И тоа се дебати кои што навистина ги ценам и сакам да учествувам во тие. Бидејќи сум член на Комисијата за образование и дел од луѓето кои што нели го спроведувале екстерното тестирање, сакам да подсетам дека екстерното тестирање е замислено да даде повеќе кратни ефекти. Не е само да се поправат оценките. Но, оно што сакав да ве прашам, значи, загатнавте една тема, повеќе точни одговори на понудени прашања, значи тоа е нешто што навистина се случуваше. Се согласувам со вас дека се случуваше. Но вака, бидејќи доаѓате од образование, сигурно знаете дека базенот на прашања се состоеше над повеќе од 500.000 прашања и начинот на правење на прашањата беше, знаете и самиот, ги прават Бирото за развојно образование и Центарот за средно стручно образование. Контрола на прашањата вршат универзитетските професори. Тоа е концептот. Значи сега ние веќе зборуваме за концептот на екстерното и навистина ми е драго што зборуваме за концептот на екстерното, а не за укинување на екстерното. Веќе навлегуваме во дебата за концепт. И тоа е окей, тоа е супер. Државата, односно концептот на екстерното тестирање беше и се уште е таков, кога ќе се направат сите прашања и се објавуваат прашањата. Зошто тогаш и вие и сите наставници, имаше такви, верувате, имаше многу такви, ги проверуваа. И секој, целата јавност имаше достапност, нели, на веб страната. И секој кој што ќе приметеше дека прашањето има 2 или повеќе точни одговори, реагираше. Кога ќе се реагира на неточните или на двосмислените прашања, тие прашања се тргаа. Ама ова е веќе длабоко загазување во самиот концепт на екстерно тестирање.